Од 1 јули не очекуваат нови сметки, нова цена на струјата, но не очекува и нов начин на тарифирање на струјата, така наречени блок тарифи. Сега граѓаните се во паника. Дали овие нови блок тарифи се само уште една финта како да ни се земат повеќе пари за струја од паричникот? Од регулатор нас смируваат. Велат не. Само мал процент ќе плаќаат повисока струја, додека најголемиот, околу 92% во лето, ќе плаќаат дури и пониски сметки за струја од оние што ги плаќале по стариот систем на наплата. И нашите калкулации покажуваат дека нема да има зголемување на струјата за најголемиот дел од граѓаните, но ајде да одиме со ред и да објасниме. Според блок тарифите, кои што сега се предлагаат, 4 блок тарифи се, во првата блок тарифа до 210 киловат-часа потрошени, во скапа тарифа месечно ќе се плаќа 35% поевтино отколку сега. Во вториот блок од 210 до 420 киловат-часа ќе биде со цени слични на овие сегашните. Третиот блок е оној блок од 420 до 630 киловат-часа кој ќе биде поскап, од 17 до 50% и поголема сметка ќе имаат оние кои што ќе влезат во овој трет блок. И блок 4 над 630 киловат-часа, овие луѓе ќе плаќаат најмногу, односно ќе плаќаат слична цена со индустријската струја. Но она што е битно да се наведе дека ова не важи за целата сметка, односно за целата потрошена електрична енергија, туку само за електричната енергија потрошена во скапа тарифа. Ефтината од 22 часот до 7 часот наутро останува иста. И она што е најважно, повисоката цена не се однесува на вкупната потрошена струја, туку само на разликата од границата на понискиот тарифен блок и повисокиот. Еве еден пример, ако имате потрошено 250 киловат-часови месечно, по пониската цена си плаќате за потрошените 210 кои што влегуваат во првиот блок, а за престанатите 40 киловат-часови ќе платите по повисоката тарифа од блок 2, докако што рековме и оваа тарифа не е повисока, туку е тука некаде иста цена со сегашната струја која што ја плаќаме. Според сметките кои што ние ги земавме како пример, значи се работи за семејство од 2 члена, каде што не се готви, не се пере често. Средна една сметка која што се работи за семејство со 4 члена со припазување, значи со внимавање користење повеќе на ефтината струја. И третата сметка е сметка која што е најголема, односно се работи за 5-члено семејство, каде што секојдневно се готви, има деца, има повеќе уреди. Како што може да се види на овие сметки, некаде околу 500-400 до 500 месечно киловат-часови троши едно семејство, од кои половина се во ефтина тарифа, половина потпаѓаат под скапа тарифа. Она што е важно е за да ја гледате вашата сметка и да видите дали вие ќе плаќате поскапа струја со новиот блок тарифа, треба да ја гледате само потрошената струја во скапа тарифа. Како што може да се види на овие сметки, тоа е значи некаде околу 200, како што рековме првиот блок е 200 до 210 киловат-часови потрошени, значи најголемиот дел од семејствата во Република Македонија ќе си останат во првиот блок од 210 потрошени киловат-часови во скапа струја. Доколку сепак се прашувате како може да заштедите, бидејќи идејата на регулатор на овие блок тарифи не е само цената на струјата да некако да се анулира тоа што ќе биде поскапа за граѓаните да не осетат ценовен шок, туку и да се натераат граѓаните да се троши електричната енергија затоа што ја има се помалку. Доколку се прашувате како може да заштедите и да ги намалите вашите сметки за струја, според информациите за кои се уреди во домакинството, оние уреди кои што најмногу се трошат струја и влечат струја, фрижидерот, бидејќи постојано е вклучен, месечно троши околу 108 киловат-часови. Има енергетски ефикасни сега оние новите кои што има некој од нив до 30 киловат-часови, значи заменете го фрижидерот доколку е од оние постарите. За да заштедите термостатот на фрижидерот, наместете го на 3 или на 5 степени. И она што е важно, чистете го редовно задниот дел од фрижидерот, бидејќи доколку е тој полн со прашина, троши дупло повеќе струја за да работи. Шпоретот е следниот најголем трошач во нашиот дом. За 1 час работа само во денот, тој троши 120 киловати месечно. Една рингла троши од 1,5 до 1,8 киловат-часови за само 1 час работа. Грејачот во редната од 2 до 4 киловат-часа. Како можете да заштедите садот во кој готвите да е иста големина како што е ринглата, за да не се губи топлина, по можност да е покриен, а термостатот на редната бидејќи мора да е на максимум, единствен начин да заштедите е да не отварате вратата често додека готвите, затоа што така ја намалувате температурата со секој отварање на вратата за околу 15 степени.
Следни потрошувачи во нашиот дом се машината за садови, доколку ја користите секој ден, таа ќе ви однесе 90 киловат часови струја месечно. За заштеда, избегнувајте да го вклучувате програмот за сушење на тањирите во машината, бидејќи тој троши најмногу. Бойлерот исто така, доколку го користите секој ден, по само 1 час, месечно ќе ви потроши 60 киловат часови. За заштеда подешете го термостатот на бойлерот на температура помеѓу 50 и 60 степени. Светилките во домот се исто така во категоријата потрошувачи на струја. Месечно трошат 45 киловати, но да кажеме ова се оние стари сијалици. Паметно би било да ги замените со новиот тип, новите штегливи светилки, кои што годишната потрошувачка на струја може да ја намала дури до 25% само со замена. Податаму машината за садови, бойлерот, сега наред е телевизорот. Плазма телевизорот троши повеќе. Плазма екран 400 вати електрична енергија може да ви однесе, додека LCD екраните околу 180 вати, така да проверете каков телевизор имате дома, доколку сметките ви се големи. Она што е важно е дека дури кога ќе го исклучите телевизорот преку далечинското, тој понатаму троши струја, 24 вати на ден велат пресметките. Компјутерите. Овде зборуваме најмногу за десктоп компјутерите кои што влечат најмногу струја, но и лаптопите исто така. За десктоп компјутерите, дури исклучени, трошат 96 вати дневно. Подобро е да ги исклучувате од струја доколку сакате да заштедите. Битно е да се каже дека дури на стендбај доколку ги оставите, годишно може да ви однесат до 1100 киловат часови. Следни на листата се полначите, доколку ги оставате вклучени, а на нив нема приклучено телефон да се полни, тие на дневна остава трошат малку, но сепак трошат доколку ги оставате безпотребно трошите струја. Дигиталниот ТВ ресивер, кога е во режим на мирување, троши вела 22 вати дневно и уредите со вграден тајмер. Значи доколку на рерната имате часовник или пак имате тајмер, и тоа исто така ви троши струја, дури кога не го користите шпоретот, малку но сепак троши. Оно што сега треба да го напоменеме е дека регулаторна комисија веќе е објавен и калкулатор за да може сами да се пресметате колку ќе ви биде новата сметка, односно во кој блок тарифи ќе влезете. Какви ќе не бидат сметките, сепак зависи од тоа колку ќе штедиме. Апелите за штедење на струја веќе неколку години наназад постојано ги има. Какви ќе не бидат сметките, ќе видиме дали ќе се изгориме или не, но зависи од нас. Треба малку и да штедиме.